Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во Е-училница по предметот Општество за 5-то оделение. Јас сум Игор Боризовски, оделенски наставник при Општинското основно училиште Лазо Ангеловски. Наставната единица предвидена за денешниот час е правата и должностите на граѓаните на Република Северна Македонија. Целта на овој час е да се научат правата и должностите на граѓаните на Република Северна Македонија, како и правата на децата. Секој човек има своји права, но и должности кон самиот себе си, другите луѓе во заедницата, без разлика на уверувањата и верата, кон законите и кон уставот на државата. Човекови права, според законите во нашата земја, а и според Европската конвенција за човекови права се: право на слобода, ако не сгрешил по законот. Право на живот, никој не смее намерно да биде лишен од живот. Да не е малтретиран, никој не смее да биде мачен или унижуван. Право на слобода и сигурност. Секој има право на правично судење. Право на почитување на приватен и семеен живот. Слобода на уверение, совест и религија. Право на брак, право на лекување и лекарство. Според Уставот, должности на граѓаните на Република Северна Македонија се: должност за почитување на Уставот и законите, должност за одбрана на Република Северна Македонија, должност за пријавување данок и други давачки, должност за унапредување и заштита на животната средина и природата, должност за зачувување и унапредување на здравјето, должност за грижа на децата и за старите и изнемоштени родители. Права на децата. Децата имаат своји права и одговорности, а тие се утврдени со Конвенцијата за правата на детето, која едногласно е усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации во 1989 година. УНИЦЕФ е организација при Обединетите нации која се грижи за чување, заштита и напредок на детскиот живот. Децата имаат многу права, дел од нив се: дете е секој човек кој не наполнил 18 години. Секое дете има право да живее и да се развива.
Секое дете има право на добар животен стандард. Секој возрасен секогаш треба да го прави она што е најдобро за детето. Секое дете има право на име и на државјанство. Ниту едно дете не смее да биде дискриминирано поради изгледот, бојата на кожата, полот, јазикот, религијата или било што друго. Децата имаат право да играат. Секое дете има право да ги знае своите права. Детето има право на родители што ќе се грижат за него. Децата имаат право на заштита во време на војна. Детето што има некој хендикеп има право на посебна грижа и право да расте со другите деца. Детето без родители има право на љубов и грижа. Детето има право да каже што мисли за сите работи што се однесуваат на него. Детето има право да се изрази на најразлични начини. Децата имаат право да се дружат. Детето има право на приватност. Детето има право да добива информации. Децата имаат право да учат и убаво да се чувствуваат во училиштето. Децата не смеат да бидат повредувани. Децата имаат право на посебна грижа и лекување кога се болни. Никој не смее децата сексуално да ги искористува. Децата не смеат да бидат продавани. Децата имаат право на своја култура, религија и јазик. Децата имаат право да бидат заштитени од дрога. Децата кои го прекршиле законот не смеат да бидат казнувани на начин што би ги понижил или повредил. Децата имаат право да бидат заштитени од тешка работа. Ви благодарам на вниманието.